Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е градоначалникот на општина Карпош, господинот Стефче Јакимовски. Господин Јакимовски, како почна учебната година во Карпош? Минатата година имаше проблеми, одредени деца од општината Лака сакаа да се запишат во училиштето Братство во Карпош, па тоа ви наметна дополнителни проблеми. Година немаше проблеми, освен ученици кои што од Хром сака да се запишат во основното училиште Димо Хаџидимов. Ние минатата година направивме остапка за учениците во Хром, меѓутоа очигледно дека ниту Министерството, ниту градоначалникот на Ѓорче Петров имаат намера да изградат училиште во Хром, онаму каде што е резервирано според генералниот урбанистички план да се гради училиште. Напротив, локалната самоуправа од Ѓорче побара таму тоа земјиште се пренамени во стамбени згради. И што значи дека тие уште немаат намера да го решаваат тој проблем. Инаку за волја на вистината во Димо Хаџидимов од Ѓорче Петров учат 700 ученици. Одили од 250, значи 700 ученици се од Ѓорче Петров. Во сите останати училишта школската година почна без никакви проблеми. Морам да кажам дека вложивме вонреден напор да ги реконструираме сите училишта и учениците, овие 5000 ученици влегува во комплетно нови училишта во сите основни училишта на територија на општина Карпош. Подобрена ли е соработката со централната власт? Препукувањата со актуелниот градоначалник Гоце Трајановски се чини дека го одбележаа вашиот мандат? Не. Јас со градоначалникот Трајановски немам препукување, освен тоа што сум барал да се инвестира на територија на општина Карпош и дека сите овие минати 3 години општина Карпош се заобиколуваше, иако е општина која што најмногу внесува средства во буџетот на градот Скопје и ред е оние обврски што ги има према граѓаните на Карпош, затоа што тие гласале и за него, тој исто така да се ги исполнува и према општината Карпош, затоа што зеленилото го одржува општина Карпош, хигиената одржува општина Карпош, а треба да одржува градот Скопје. Натаму на голем дел зимските служби, оние улици кои што се градски, исто така ние ги одржуваме, значи ние максимално му помагаме на градот во подобрување и на хигиената и на одржување зеленилото и во текот на зимските служби и така натаму. Меѓутоа, она што значи реконструкција на улици, канализација и така натаму, тоа се обврска на градот Скопје и тој треба да си го разрешава. Водоводи, значи недозволиво е да жителите на Нерези и високата зона во Козле во 21 век да немаат по 6 месеци вода за пиење. Сепак водата мора да биде прв приоритет пред сите останати, а тоа е обврска на градоначалникот на Скопје. Сметате дека имате поинаков третман поради тоа што сте градоначалник на опозицијата или? Видете вака, да не се сватиме погрешно. Јас не барам никаков третман, ниту општина Карпош бара посебен третман. Ниту пак треба посебно да се внимава затоа што сме ние опозициона општина. Само барам да се однесуваат согласно законските прописи и етичките кодекси и обврската што имаат према граѓаните согласно средствата кои што ги примаат од овие граѓани. Инаку моја заложба е значи и централната власт и градската власт само да не ни попречуваат, да не ни сметаат. Инаку општина Карпош е способна да си ги решава своите проблеми. Она на што јас инсистирам од градот Скопје, што може градот да направи треба да си каже. Што не може исто така треба да каже за да знаеме тогаш ние ќе преземеме мерки. Како се браните од обвинувањата дека премногу пари од локалната каса трошите за караоке забави, за скапи еднодневни обуки и на невладени организации? Тоа се ВМРО-ски лаги, апсолутно нема никаква вистина во тоа. Ние имавме 2,5 месеца ревизија во општина Карпош и извештаите се максимално позитивни за општина Карпош. Ниту јас, нити било кој во општината ќе си дозволи такви глупости како што ги наведуваат советниците или било кој од ВМРО ДПМН. Значи тоа се апсолутно невистини лаги и дезинформации кои што се пласираат во јавноста. Како гледате на моменталните турбуленции во матичната партија СДСМ? Ваши сопартици отворено пишуваат за проблемите со кои што се соочува опозицијската СДСМ, за поделеноста на табори во оваа партија. Тоа се невистини, затоа што во Социјалдемократскиот сојуз нема табори. Тоа го зборуваат луѓе кои што се надвор од органите на Социјалдемократскиот сојуз. Инаку, јас што имам контакти со членови на ВМРО да помене што тие зборат се за Никола Груевски и за детската градинка околу него, веројатно косата на главата ќе ви се крене. Меѓутоа, нормално медиумите тоа го покриваат. Меѓутоа, тие не се членови на органите на партијата. Што значи тоа? На извршниот одбор, на централниот одбор, значи на надзорниот одбор, на највисоките органи во партијата или членови на општинските раководства во партијата.
од 50.000 членови, разбирливо е да има и луѓе кои што апсолутно се слагат со политиката на партијата, но има и луѓе нормално кои што сметат дека многу повеќе треба да се делува или да се притисне на актуелната владеачка гарнитура, така да во раководството на СДСМ апсолутно не постои никаков проблем, ниту пак било какви табори. Господине Јакимовски, дали е опозицијата подготвена за предвремени избори? Да, апсолутно, и ние ги посекуваме тие предвремени избори. Сметаме дека Никола Груевски и неговата влада добија мандат и на 5 јуни 2011 година, меѓутоа гледаме дека за оваа година ние стрмоглаво паѓаме надолу. Се зборува дека се дават енормни средства, например, во земјоделието, а намален е, значи, бројот на кравите е намален за 16%, бројот на свињи намален за 20%, број на кози намален за 40%, број на овци намален извоз во делот на земјоделието. Економскиот раст евидентно дека паѓа. Главната политика за зголемување на бројот на децата во Република Македонија исто така гледаме дека е крахирана. Официјални податоци на Завод за статистика се дека минатата година имаме 6,3% помалку деца во однос на претходната година, што значи дека сите политики и економски, и социјални, и земјоделски, особено во надворешната политика, е крахирана од оваа влада и затоа сметаме дека нема повеќе кредибилитет да остане, што значи дека доколку се сакат предвремени избори, опозицијата е подготвена. А уште повеќе што заедно со нивниот коалиционен партнер евидентно дека ги ескалираат етничките тензии во Република Македонија. Мислите дека тие креираат такво сценарио? Да. Тие се во постојани договори, како што се договорија за хашките случаеви, за оние кои што ги дереа луѓето, кои што дереа цивили, за пописот како што знаеа да се договорат, како што знаеа за тендерите се договорат, веројатно и за оваа работа и се договорија и ќе се предоговорат. Сакате да кажете дека сите овие недоразбирања кои што се случуваат во владеачката коалиција практично се инсценирани од владеачките партнери? Да, тие постојано фингираат такви ситуации за да го подигаат адреналинот и кај албанците и кај македонците и практично по крахот на сите политики, како што е економската, земјоделската, надворешната политика, социјалната политика, јасно е дека не им останува никаква друг начин за одржување на власт освен национализмот и подигање на патриотските чувства на граѓаните. Кога според вашите проценки, според проценките на вашата партија би било најдобро да се случат предвремените избори? Кога вака да ви кажам, во тој дел СДСМ игра со црни фигури. Оној што може да одлучи кога ќе се оди на избори, тоа е владата, односно владеачката коалиција. Ако тие се договорат за распуштање на парламентот, нормално дека ќе има предвремени избори, но претходно, како што знаете, македонскиот список е непрочистен. Тој има 170.000 фантомски гласачи. Законот треба сериозно да се интервенира согласно препораките на ОДИХР и она што го препорачуваат на бидувачите од ОПСЕ, кога таа работа ќе се среди и ќе се расчисти со избирачките списоци, законот нема проблем. Па дури да биде и пред локалните избори. Кога таа ќе се стаса? Дали ќе се кандидирате за уште еден градоначалнички мандат? Да, ќе се кандидираме за уште еден градоначалнички. На општина Карпуш или имате поголеми амбиции, како например градоначалник на Скопје? Моите амбиции се да ги решаваме проблемите на граѓаните на задоволство на сите. Мислам дека граѓаните на Карпуш се задоволни од оно што локалната самоуправа го изработи во изминативе 3,5 години од подобрување на квалитетот на живење во сите делови, и во делот на инфраструктурата, и во делот на образованието, во делот на спортот, културата, и сметам дека имаме право да побараме уште еден мандат. Конкретно не ми одговоривте за општината Карпуш, така? Или се уште не сте? Вака да ви кажам, значи ние имаме уште некои повеќе од 6 месеца до отпочнување на локалните избори, значи се уште рано ќе одлучиме заедно со партијата на која што сум член, заедно со Социјалдемократскиот сојуз ќе одлучиме што е тоа најдобро да направиме. Ниједна опција не е исклучена, така? Да. Ви благодарам многу. Молам. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за една недела.